Четири куќи, платформа и мостови предвидува проектот за изградба на наколна населба во Дојранското езеро. Струмичкиот музеј го промовираше идејното решение на кое изминатите месеци работеа нивните архитекти. Александар Цицимов вели дека имало многу непознаници, но ги проучувале традиционалните локални култури кои сочувале остатоци од градбите, а консултирале и литература со податоци како се градело во тоа време. Мојот дел во проектот беше оној конструктивниот, односно оформување на објектот врз база на истражувањата од археолозите и сите елементи. Со колешката Славица Тасева го имавме делот кој што требаше да го визуализира ова наколно живеалиште врз база, пак ќе повторам, на археолошките наоди, кој за среќа ги имаше во доволен број за да можеме да претпоставиме една мала групација на куќи од тоа време. И како години наназад струмичките археолози го истражуваа локалитетот кај Дојранска мрдаја. Наидуваа на интересни остатоци од градбите во таа преисториска населба, како дрвени колци и други материјали. Се работи за една интересна населба која што ги има сите оние содржини, како и населбите во регионот, пред се овде мислам на населбите во Охридското езеро, во Плоча Мичовград, односно заливот на Коските, и уште неколку населби како Врбник, како населбата Диспилио исто така во Костур, значи во Костурското езеро. Се работи за една интересна содржина која што години наназад почнавме да ги разбираме овие процеси. И овде, како пред се сумирани сите оние резултати произлезени од овие истражувања. Првата наколна населба се наоѓала токму кај Мрдаја, на најужната точка на езерото. Датира од периодот на бронзеното и железното време. Ова наоѓалиште беше откриено случајно при чистењето на просторот од војниот камп.